Еве, денес се одржа еден од повеќето состаноци кои ги имавме континуирано со нашиот концесионер кој е заинтересиран овде за управување и концесионирање со депонијата во населеното место Добрашинци. На овој состанок исто така беше присутен и министерот за екологија. Тој е еден од редовните присутни на сите наши состаноци и ја следи постапката, бидејќи интерес е и на нашата влада да целиот овој процес помине, затоа што и европската регулатива налага за да го решиме проблемот и да обезбедиме здрава и чиста животна средина. Ова е еден од редовните состаноци. Сметам дека веќе сме при крај со преговорите. Сите оние податоци и информации кои ги побаравме од страна на АСА ги добивме денес како одговор. Меѓутоа треба да следува уште еден состанок на кој ќе се состанеме заедно со комисијата. Членови на комисија ќе бидат и представници од Министерството за локална самоуправа, представници од Министерството за финансии, исто така и од кабинетот на вице-премиерот Пешевски. На овој консултативен состанок што треба да следува, ќе ги дефинираме работите дали ќе биде прифатливо решението кое го нуди концесионерот АСА или нема да биде прифатен и ќе се продолжи со друга постапка понатаму. Меѓутоа, сметам дека понудата која ја дадоа нашиот концесионер АСА ќе биде прифатлива за сите 10 општини во регионот. Доколку помине овој состанок, што рековте, до крајот на годинава, може ли да очекуваме нешто? Ние веќе и договоривме состанокот со комисијата да се одржи на 23 август. Знаеме дека сега е период на летни одмори, меѓутоа сметаме дека 23 август ќе биде добар датум за одржување на ваквиот состанок и сметам дека веќе ќе ја донесеме конечната одлука, меѓутоа тоа не би значило и конечно подпишување на договор, бидејќи ќе следува формулирање на она што значи како треба да гласи договорот, кои ќе бидат обврски на концесионерот, кои ќе бидат обврски на Центарот за југоисточен плански регион, а кои ќе бидат обврски на самите општини. Сметам дека тоа ќе заврши добро и дополнителните информации секако дека ќе ги имате по одржувањето на ваквиот состанок.